Почитувани, Артан Груби е на црната листа на САД за корупција која ја правел во иста влада со Венко Филипче. Со секој поминат ден, без постапка против него, јавното обвинителство паѓа под секое дно. Артан Груби земал мито за да влијае на судски одлуки. Тоа го потврди Стејт департментот. Само јавното обвинителство и правосудството во Македонија уште не гледаат криминал кај него. Дуи со години поставува судии и обвинители, а врвот на таа партија ги користи така поставените кадри за да управува со судските одлуки. Голем број судии и обвинители се под нивен плашт. Артан Груби е колега на Велко Филипче. Тие го узурпираа судството. Сега на сите им е јасно зошто ВМРО-ДПМН со месеци повикува судството и обвинителството да почнат да работат по закон. А воедно и зошто СДС и ДУИ на таквите прозивки обвинуваат за политички притисок. Затоа што губат контрола и ке треба да одговараат за целиот криминал кој го правеле. И циркусот пред Уставен суд е режија на ДУИ за политичка и медиумска видливост. ДУИ, кои заедно со СДС ги поставија судиите, сега штрajkуваат против истите. Се што правеше ДУИ и СДС изминатиот период е за спас од одговорност. Обрачот се стега и веќе се извадени на чисто. Граѓаните можат јасно да видат кој што правел, а обвинителите и судиите немаат голема комоција да се вадат дека не виделе или не знаеле. И обвинителите и судиите да почнат да работат по закон. Одговорност мора да има. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Господине Петрушевски, до представителот на ВМРО-ДПМН едно прашање. ВМРО денес сапси поранешни раководители во ЕСМ зборува дека меѓу листите кои се сомнечат за огромен криминал и Васко Ковачевски. Ваш коментар? Благодарам. ВМРО-ДПМН ја поздравува акцијата на институциите и ги охрабрува да продолжат со спроведување на законот и овозможување на правдата. ВМРО-ДПМН со години гласно зборуваше за криминалот во ЕСМ и РЕК. Двата енергетски комбинати, и ЕСМ и РЕК Битола, беа користени од функционерите на поранешната власт како предпријатија за испомпување на милиони преку тендери, додека народот плаќаше скапа струја. ВМРО-ДПМН ја предупредуваше власта на СДС и ДУИ да не ја крада државата и дека одговорност за криминалот ќе има. Сите наши апели не вродија со плод. СДС и ДУИ ја ограбија државата, но затоа сега одговорност ќе има и секој ќе одговара за тоа што го правил. За да има милиони за тендери на Ковачевски, Заев и Филипче, цената на производство на струјата ја качија од 33 евра за мегават час на над 100 евра. Сето тоа го направија преку осакатување на системот, недоволна експлоатација на сопствен јаглен, скап увоз на неквалитетен јаглен, кој пак влијаеше на дефекти на постројките. СДС системски го уништи РЕК и ЕСМ за да крадат и одговорност за тоа мора да има.